А како што реков господинот Трајчевски, веќе го имаме на линија. Добро утро. Добро утро. Господине Трајчевски, поздрав до сите гледачи на утрински брифинг. Ви благодарам. Како што реков, ГТЦ или Градскиот трговски центар во центарот на главниот град, место кое што би рекле никогаш не спие, место каде што луѓе поминуваат и во раните утрински часови. Кога е во прашање ГТЦ и ова импакт од пандемијата предизвикана од ковид, што се случува таму? Има ли какви се вашите статистики за луѓе кои што можеби поради пандемијата погодени од бизнисот? Знаеме дека имаше во неколку наврати локдаун, знаеме дека ограничување на движењата, мерки кои што и како беа непогодливи за бизнисите таму, тоа се сепак локални бизниси. Што се случува со ГТЦ? Уште еднаш добро утро и поздрав до утрински брифинг. Накратко, колку ни дозволува времето, бидејќи Градски трговски центар е едно обележје на Скопје, кога Скопје спие, Градски трговски не спие, 24 часа функционира. Така да и дуќаните кои се затворени, Градскиот трговски центар функционира. Во изминатиот период, Градски трговски центар АД Скопје, како и сите други субјекти кои се дел од економската финансиска комплексност, на овој период на светска пандемија, со сите сили се обидувавме да се справиме со предизвиците и наменети во моменталната ситуација во Градскиот трговски центар. Иако за време, за целиот период, трајање на оваа пандемија, Градски трговски центар донесе низа одлуки кои што помогна на стопанствениците, односно на дуќанџиите во Градски трговски центар, намалување на тековното одржување, намалување на тарасите, во време на полицискиот час ги донесовме одлуките и од тие причини одборот на директорот ги потврди тие одлуки и мислам дека директно влијавме, односно помогнавме во стопанството на Република Северна Македонија, односно на дуќаните во Градски трговски центар. Да, и она што е важно, што ве прашав, колку има ли напуштање на некои дуќани? Има ли згаснување на бизниси? Каков е импакт? Има напуштање на дуќани, ама ме радува фактот дека се напуштаат дуќани, ама и се отвараат дуќани. Така да се радувам дека и се отвараат дуќани. Тоа значи дека има храброст за нови бизниси. Има храброст за нови бизниси. Кон што се ориентирани тие нови бизниси? Еве ако се затвориле или пак какви се бизнисите кои што се затвориле? Тоа дава една делумна слика за која индустрија на некој начин профитирала, а која згаснала. Претежно во Градски трговски центар е текстилната индустрија, текстилната и прехранбената индустрија. Во периодот на ковид се затворија и прехранбена и текстилна, па се отворија и прехранбена и текстилна, така да имаме едно изедначување во затварање и во отварање на дуќани. Кога се во прашање дел од оние дуќани во ГТЦ за време на пандемијата, имаше некакви намалување на кириите, можеби? Да, донесовме низа одлуки во време на полицискиот час. Да, донесовме и намаливме во тековното и во делот на тарасите, во делот на она што има товарски према Градски трговски центар и така директно помогнавме на стопанствениците, односно на деловниот простор во Градски трговски центар. Така да и во периодов што следи, изнаоѓаме решенија како да им помогнеме директно, така да во секој момент не вршиме некој директен притисок врз стопанството за да може да ги подмируваат трошоците према Градски трговски центар, овозможуваме тоа да биде на рати, па изнаоѓаме секаков може начин да им помогнеме. Господине Трајчевски, кога е во прашање не е искористениот потенцијал на Градскиот трговски центар, ако се качите, например, на второто или на третото ниво, може да се забележат дуќани кои што
се празни или дуќани кои што се имаше една таква ситуација, дуќани кои што се издаваат за 0 денари, кога малку ќе се распрашате зошто е тоа така, оние кои што ги држат дуќаните велат нема внатре бизнис, меѓутоа сметките за одржување на таквиот простор се високи. Ајде малку околу ова, што се случува со тие празни дуќани? Тоа е сепак еден неискористен потенцијал. Нели може управата да го земе под свое одржувањето на тие простори? Да. Вака едно појаснување за гледачите, односно за пошироката јавност. Она што го гледаме на втори кат како затворено, тие дуќани се затворени повеќе од 15 години, ако да не речем и 20 години, ама се запрашуваме зошто се затвори. Затоа што има судски постапки кои траат по 15 години. Така да судските постапки кои ќе завршат, тогаш градски трговски центар може да делува, односно да наоѓа брендови заинтересирани кои што ќе можат да влезат и директно да бидат учесници во градски трговски центар. А за оние празни локали кои што се сепак во нечија собственост, а не се под суд, бидејќи не може да го издава ако е под судски, нели, судски спор, просторот не може да се... Тоа се 2-3 дуќани, имаше во јавност излегува дека ги даваат и за 0 денари. Нечем да ги коментирам, пошто она што е во собственост на градски трговски центар, секојдневно доаѓаат во управата на градски трговски центар да бараат дуќани, за да можат да бидат присутни во градски трговски центар, така да има за секого муштерија, што се вели народски. Добро, и да ве прашам некаде при крај на овој краток брифинг со вас, бидејќи се отвораат постојано молови, поголеми молови, ете се гради таму близу Континентал, еден од најголемите во држава. Како влијае цела таа конкуренција од, ајде да речем, од приватни собственици на ГТЦ? Влијае ли со губење можеби на дел од оние заинтересирани кои што можат да инвестираат во овој дел? Так. Градски трговски центар сам по себе е бренд, така да не ме загрижува мене. Добра е конкуренцијата, здрава е конкуренцијата, треба да се отвараат молови. Сепак, ова како се вика, друго е кога се отвараат конкуренција, кога има конкуренција, побрзо размислуваме за да реализираме проекти, така да добра е конкуренцијата. Ја не сум загрижен доколку се отварат молови, па би бил некако на некој начин загрозен градски трговски центар. А освен она катче кое што е на почетокот од страната на градскиот плоштад, нели, зелениот кров, има ли други планови за раззеленување на... Имаме убави проекти, имаме еден завршен проект, тоа е конференциска сала, ама не може да ја отвориме ради пандемијата. За зеленило? Зеленило, да, размислуваме за петата фасада, размислуваме да видиме. Се размислува, имаме многу убави проекти, ама пандемијата си го направи своето. Остана во фиоките на градски трговски центар. Ама сега му е времето на тие за реализација. Бидејќи намалене бројот на посетители. Во секој случај, господине Трајчевски, јас ви благодарам на одвоеното време и за овој разговор. Благодарам на поканата.